Знам дека е таму многу поразвиено и не ми е идејата да кажам дека не знам кои ќе отидат во Италија или во Германија ќе бидат воодушевени од развојот на Македонија. Не, но правецот што тие влади го тераат, правецот што тие држави го тераат, тежнењата на тие реформи што таму се тераат, правецот е тој. Да. И тоа е добро секој лично да се увери, да отиде да види и да се увери. Да рече, еве, во оваа држава главна дискусија е тоа и тоа, владата тоа и тоа го ветува и кај нас за тоа се збори и кај нас владата во тој правец можеби е поназад, затоа што генерално развојот е поназад, но правецот е тој. Значи, во принцип и практично да се види нешто што е резултат на долгогодишно практицирање на демократска методологија на нештата. Значи, ако ние сме таква транзициона, се уште држава каква што не карактеризираат, ајде да видиме како тоа изгледа во тие со напредната. Повеќе земја во развој. Да, земја во развој. Некако го поминавме, јас се согласувам таа етикета што ја носевме генерации и генерации како дел од нашите личности, би рекла. Меѓутоа, можеби тука вистинското време да ве прашам за нешто што произлегува од овие наши домашни политички случувања и ми се чини дека кога ќе се артикулираат некакви такви дефиниции, човек, јас лично понекогаш треба да сватам што сака авторот да каже, нели, со некакво дефинирање на некакви нешта, некакви случувања произлезани од различни структури, нели, и од различни извори. Така да кога некој ќе рече популизам, а со тоа би требало да се омаловажи како по дефиниција, нели, делувањето или активностите на една влада, затоа што ако е популистичка, тоа би требало да значи некаков минус за таа влада, нели? И сега само тргнете од зборот и веднаш гледате дека тука нешто не е во ред. Што има лошо во популизмот или што е подоброто во елитизмот? Како гледате на тие нешта? Бидејќи вие сте тој предводникот на популистичката политика. Јас сум тој кој што главно е напаѓан заради таа политика. Тоа е нешто како лошо. Така е представено дека тоа е лошото и дека јас сум предводникот на тоа лошото. Тоа моите политички противници го пласираат. Јас не гледам нешто лошо да се сватите кон народот. Популизмот како збор доаѓа од името народ. Не гледам ништо лошо да го слушате народот. Што зборува, што бара, која мака има, кои потреби ги има, како размислува. Тоа не значи по дефиниција дека секогаш треба се буквално да се прифати, затоа што јас сум свесен дека народот не секогаш ги има сите информации или сите анализи на крајот на краиштата. Так. Државните институции имаат капацитети на луѓе кои што прават анализи, кои што споредуваат и така натаму, и таа информација повеќе отколку што има обичен човек. Тоа е точно. Меѓутоа, ова па другата политичка опција што е затворена во еден елитизам, каде што постои едно длабоко уверување дека нема што народот да се прашува. Так, како филозофија една, како навладење всушност, би рекла. Имам впечаток дека тие тоа го чувствуваат дури како ќе биде може вулгарен или остар или груб. Нема што народот е овца, нема што тој да се слуша, ние сме тука тие што го водиме. Нема што нив да ги слушаме. Тие треба по нас додат, а ние не по нив. Мислам дека не треба да има такви дефиниции. Ние по нив, ние по нас. Мора да сме заедно. Так. И луѓето што се на власт, точно ги имаме повеќе информации, имаме повеќе анализи, имаме стручни луѓе околу нас, обколени сме со луѓе со повеќе информации и знаење. Меѓутоа, многу пати затворањето во еден таков круг елитистички те оддалечува од реалноста. Почнеш толку многу различно да размислуваш, што кога еден ден ќе се вратиш меѓу народот, сваќаш дека си како странно тело. Так. И не случајно беше што, да речеме, нашиот министер за надворешни работи и во минатите години, па и ден денеска, можете да го видите како доаѓа од Брисел, па оди во Могорче. И тоа беше едно такво исмејување од страна на опозицијата, како тоа министерот за надворешни работи си дозволи да отиде да посети македонски села. Так. Па на него местото му било само во Брисел, во Вашингтон, во Берлин, во Париз и така натаму. Мислам дека тоа е погрешна концепција. Значи да, затоа ве прашувам уште еднаш, премиер, извинете. 3 години подоцна, со целото моје ова искуство, мислам дека
треба да е во Вашингтон, треба да е во Брисел, треба да е во Берлин, треба да е во Париз, треба да е во сите места каде што е важно за Македонија. Меѓутоа не смее да се отцепи од сопственото. Тоа го зема министрот за надворешни како еден по-така екстрем, уште повеќе важи за сите останати министри, вклучително и за мене како премиер. И јас се трудам секогаш да сум на терен. Секогаш да најдам време да се појавам меѓу луѓе на терен. Многу од нив се некогаш гневни, ќе кажат нешто негативно, ќе се пожалат, ќе обвинат, ќе критикуваат. Ама так, тоа е реалноста. Нема бегање од реалноста. Тој што ќе избега од реалноста, ќе се отцепи од реалноста и потоа тоа се враќа како бумеранг. Има некои, да речеме, како и во секоја власт и во нашата ќе се најдат некои што одбегнува на терен да одат. Неќад непријатности. Неќе да слушаат луѓе невработени, да им доаѓаат, да им буквално да им плачат. Да, тоа е став на принцип што мислам како еден човек се перцепира ако бил политичар што треба да прави или што треба да не прави. Затоа е битно многу тоа ниво што нели се воспоставува или таа комуникација или некомуникација што се нели тоа што ја им го викам, одете на терен, слушајте ги луѓе колку и да е тешко, напор исцрпува тоа. Морам да ви кажам. Одењето на терен со многу народ многу исцрпува. Секој ти доаѓа, ти зборува, ти се жали, ти бара некој работи да му помогнеш. Мојата порака до сите луѓе се што се власта е не бегајте. Одредете си најмалку еднаш до два пати неделно да сте меѓу многу народ. И тоа не зборувам само за некои партиски луѓе кои што не знам ќе не чувствуваат како наши, па ќе не штедат и така натаму. Не, меѓу луѓе случајно одбрани, да речам. И гледате секогаш да му помогнете на некој. Значи не само да го изслушате. Знам дека не можете на сите да им помогнете. Од, не знам, 100 души, 100 барања, не можете да помогнете на сите. Ние преку нашите политики се трудиме да ги подобриме работите, за да на помасовен број на луѓе помогнеме. Ама кога веќе си излегол со нив, разговараш, гледај барем на тој што можеш. Некои луѓе со малку ќе почувствуваат голема помош. И тоа секогаш го кажувам, немојте да одбегнувате да им помагате и немојте да одбегнувате да биете со луѓе. И слушайте што зборуваат, влијае, тоа влијае. Колку и да мислат луѓето дека искажаниот збор на улица или било каде не влијае, влијае. Токму кажаниот збор на улица може би е вистинското мерило за некои нешта. Знаете, затоа што ако ги земете медиумите, ако ги земете телевизиите, весниците, мислам, се замори македонскиот консумент на информации да чита 5 вестици за да најде вистината, нели како после петта. Затоа што во оваа држава имате вакви вестници со ваква вистина и вакви вестници со друга вистина. Мене редовно ми се случува да излезам приватно со сопруга, со пријатели и одам некаде на улица, во некоја населба или некаде и ќе ме стопира некој и ми збори. Да. Најчесто незадоволен од нешто, некогаш и задоволен. За некое министерство дека доживеал неправда, дека чека долго, дека го одбиле за нешто и така натаму. Јас сум еден од тие што откако ќе си замина, одма се јавува на телефон на некој од министрите и најчесто министерот ќе ми рече не, тоа не е точно, не е многу редовно се работиме и така. Од кај ти е тоа? Викам, еве сега ми каже еден човек, го сретнав. Ај провери, ќе провери по некој време, ќе се јави, премиере во право, сте било тука една службеничка и утнала работата, вака, значи, тоа не што сум му помогнал на тој што сум го сретнал, туку на уште многу други на кои што некоја си службеничка или не знам кој, би го повторил истото што го направил на човекот што случајно ме сретнал. Сега тоа го викаат овие другите популизам, мерките што ги презимаме понекогаш за поголема група граѓани да им се помогне популизам. Ја не мислам дека тоа е лошо. Ние сме на власт донесени да помагаме на граѓаните, на тоа што тие го чувствуваат како мака. Некогаш помагаме преку генерални мерки, закони менуваме, нешто градиме, не знам, им треба пат, им треба, но некогаш може и со директни контакти, и со директни разговори, и со директни помагања. Така што сите методи се на маса и се треба да се употреби да се помогне. Јас кога одевме на избори ставно кажував, кога ќе се качив на бина и ќе зборував пред луѓето, ние сакаме да освоиме власта за да помогнеме да се решат многу проблеми. Но не ви ветуваме дека ќе ги решиме сите проблеми. Би биле лажговци, ако го видиме тоа. Но ви ветуваме ќе решиме многу повеќе отколку нашиот политички противник што го правеше тоа кога беше на власт. Тука ветуваме и држете не по тоа. И второ, ветуваме дека тоа што не е во програмата ветено, тоа ќе го исполниме. Ако можеме и повеќе, но минимум тоа. Тука покажавте, ми се чини, еден друг концепт што
се разликува многу од тој претходниот